Бетем јакома на кът тема, на минутат на ваш дем, дот флясим ме Елена Димушевска, нга риети комтар, кондор донес да играве. Господја Димушевска, добро дојдовте во Балцат. Благодарам за поканата. Да почнеме со тоа што го слушавме пред малку со 2 априла за Центарот за социјални работи во Скопје. Денес рече дека немало процедури и немало побарана заштита од семејно насилство, а од друга страна инспекцијскиот надзор од Министерство за социјални политики информираше за пропусти во овој центар, за случајот. Да. Знаете, многу интересно. Една институција, две различни ставови. Многу интересно кога ја кажат немало пријава. Немало пријава во нивната документација, не било отворено постапка, затоа што, согласно закон, секоја жртва која што ќе дојде да пријави насилство, тие треба да започнат постапка. Но во првиот момент тоа не го прават тоа ако не направат процена тие дека има семејно насилство. Така да има разлика меѓу тоа дали жената навистина се обратила за помош и дали они, откако таа се обратила за помош, едноставно одлучила дека нема потреба тука за никакво постапување. Кога одлучуваат дека нема потреба за никакво постапување, тогаш не отвараат предмет. И се отвара прашањето за нивните капацитети и нивните вештини и стручност во суштина да направат вистинска процена на ризик од повторување на насилството и од реална загрозеност на животот на Дали на може жртвата. немат доволен ресурс или кадар за такви работи? Видете, ниједна институција не е комплетно опремена во држава. Немањето на ресурси не може да биде изговор за вакви случувања. Апсолутно не може да биде изговор. Дополнително што за оваа жена почнала бракоразводна постапка, значи во делот за брак и семејство веќе се водела постапка за развод на бракот. Како тука не било проценато зошто се разведува бракот, има малолетно дете. Она што мене ми се отвара како прашање, во суштина не ми се отвара како прашање, туку она што го гледам како најголем предизвик, е што едноставно итното постапување што нашите закони го предвидуваат, кај нас не се случува. Подитно постапување значи постапување сега и одма. Овој случај бил пријавен кога и во има пријава полиција. за насилство. Да, ние знаеме дека ова итно постапување во случај на насилство, кога има пријава за насилство. Ние ве сега знаеме. Министерот за внатрешни во вчерашната пресконференција кажа дека имало настан уште во декември. Во декември имало настан на насилство. Имало повторен настан после на насилство во јануари. За едниот настан има видеоснимки, за другиот настан има пријави. Каде е постапувањето? Како може центарот да каже ние не знаевме, сите комшии знаат. Комшиите, соседите даваат изјави дека пријавувале. Особено кога станува збор за малолетно лице, тие треба веднаш да постапат. Значи институциите секогаш избегнуваат одговорност во вакви случаи. Каде мислите дека потврлуваат овие институции? Може би меѓусебната соработка меѓу институциите, нели рековме дека имаше процедура за Точно. развод, па нели требаше тука МВР со социјалните центри да има некоја соработка, да се знае, да се Имаат соработка, имаат и протокол како и кога една институција комуницира со другата. Тука се отвара прашањето, случајот кој што е пријавен во полиција во декември, како не стигнал до Центарот за социјална работа да се работи за малолетно лице. Значи, дали затаело пренесувањето на информациите меѓусебната соработка, дали затаело, што јас генерално сум на тој став, процената на ризик се работи за човек кој што има криминално досие претходно. Може би не е осудуван за насилство, ама осудуван, нели, за други дела. Е познат за органите. Познат за полицијата, е познат за органите на прогон и кога после првата пријава на насилство тука требало да има превземање идентитет чекори, или тој да биде отстранет од домот, дали притворен, дали преместен на друга локација, или на жената и на детето да им се има понуди постапка развод. Апсолутно, да им се понуди шелтер, да им се понуди згрижување доколку не може да го отстранат него. Значи имаме ние законот наш многу јасно предвидува што точно треба да се постапи. Овдека знаете како испаѓа, како тие воопшто да не ги знаат своите одговорности. Поради тоа што ова не е прв случај, ние сите убиства што ги имаме на жени, еве и 2025-та, секаде постоела пријава.
Имавме и Велес и случај Точно. пријава на насилство И тоа што не е заврши еднаш. со трагедија. Во многу наврати. Тоа беше пред 4 месеци. Да, повеќе, малку повеќе од 4 септември 2025. А во многу наврати пријавувано насилство во Скопје, пријавувано насилство во Велес и жртвата не добива никаква заштита. Зашто мислите дека секогаш жртвата е жртва, а насилникот наоѓа некој пат да избегнува тие правни последици, да речем? Не наоѓа насилникот, општеството наше му овозможува. Или Затоа што- институциите? Да, тоа е. Институциите Пошто му кога збориме за овозможуваат. општество, конкретно во последниот случај, неколку пријави имало од комшиите. Точно. Неколку пријави има од комшиите, Значи, тие сакале да комшиите помогнат. го направија своето. Го направија, Реагирале. да. Институциите, добро, во право сте. Институциите повеќе обрнуваат внимание на тоа да не го нарушат неговиот углед, отколку да ја заштитат жртвата. Ние многу често тоа сме го добивале како порака. Ама не можеме ние да изречеме привремени мерки, ама тоа е угледен човек или тоа е татко, ама тој татко ја малтретира мајката на детето. децата. Мислам, зашто зборуваме овдека? Така да, институциите, а и дел од општеството, точно дека не сите. Не сме ние целосно општество кое што поддржува насилство. Ама да видите дел од коментарите, после убиства и после медиумски објави за различни форми на насилство, има страшни коментари. Тоа Така веќе и го прават требало, социјалните мрежи веќе. што правела она со него, сигурно сама си го барала, пошто видата, барањето вина кај неа, без при тоа да земеме во предвид дека ние кажуваме дека сме држава, кажуваме дека сме држава, имаме полиција, имаме јавно обвинителство, има центар за социјална работа, имаме закони кои што ни се одлични. Одлична законска регулатива имаме. И главниот проблема дека нема кој да почитува, дека не се почитува. Да се спроведува тој закон. Не се спроведува, не се имплементира. И она што повторно и уште еден следниот проблем е што па никој не е казнат што не го спроведува законот. Тука сакам да излегувам со прашањето, еве веќе имаме жртва, имаме и насилник што е во притвор, што ќе се случи со одговорноста на тие што пропустиле во целиот овој случај? Дали мислите дека треба да сноси некој одговорност? Дали од Центарот за социјални работи, дали од МВР, дали некој од обвинителство, да речеме? Пошто ова е ланец на институции што требаше да реагират, да не доаѓаме до ваква ситуација. Не само за овој случај, и за Росица што ја спомнавме, и за сите претходни случаи. Ова е четврто убиство од почетокот на 2026. Секако дека мора да сноси некој одговорност, пошто некој не постапил професионално. Ние тоа го побаравме и во реакцијата која што испративме вчера како национална мрежа до јавноста и до медиумите. Секако соопфатна и детална истрага, и бараме апсолутно, пошто видите во овој момент, уште во истиот момент, и Министерството за труд и социјала и Министерството за внатрешни знаат кој бил водител на случај, каде отишле пријавите и кој требало да постапи. Тие луѓе веќе од денес требало да бидат санкционирани. Не санкционирани, требало да бидат, извината, суспендирани од работната позиција додека трае истрагата. Па кога ќе заврши истрагата и кога ќе се покаже кој каде, каков пропуст направил, тогаш да следи соодветно кривично гонење, затоа што нашиот закон кривично. Апсолутно, затоа што не може вие да имате таа позиција каде што и одговорност, каде што треба да заштитите некого и вие едноставно тоа да решите да не го направите. Од било која причина, јас не навлагам кои се нивните причини. Зошто тоа не го направиле? Они имале одговорност да ја заштитат, не ја заштитиле, мора да бидат санкционирани. Тие што направиле пропуст и за жената предвадена, и за сите претходни, некој направил пропуст. И затоа насилниците добиваат сила. Тоа е зошто викам дека ние како општество, да не речам не ние, јас и вие, ама генерално институциите како да испраќаат порака дека можеш да правиш слободно насилство, ние немате Дали казна. ова порака што викате можеби влијае врз тие жени да се плашат да пријавуваат насилство? Апсолутно.
Поради тоа што таа ќе пријави насилство, во моментот кога таа го пријавува насилството, и ова ние со години го зборуваме, во моментот кога го пријавува насилството, ризикот дека ќе биде повторно нападната е поголем. Е поголем. Значи, во моментот кога таа ќе го пријави насилството, не може они да ја вратат дома. Не може да речат ние ќе го викнеме утре сопругот на разговор, па ќе видиме, па ќе го пуштиме дома па ќе го пуштиме дома, а они ќе му се јават денес и ќе му кажат утре да дојде. Разбирате, вие оставате тука еден вакуум период каде што тој може многу работи да направи за кој што после нема враќање. Така да, затоа го зборувам митното постапување. Во моментот кога таа пријавува, дали во полиција, дали во центар за социјална работа, во истиот момент треба да се обезбеди заштита. Да се осигураме дека нема да се случи ништо. Па откако ќе решиме кои мерки, откако ќе реши полицијата, кои мерки ќе ги превземе, дали ќе го притвори, дали ќе го отстрани, било што, тогаш веќе може да таа се пушти да се врати дома или било како. Ама итното постапување кај нас затајува. 2 месеци треба на полицијата да го информира Центарот за социјална работа дека малолетно лице било сведок на насилство. За да дојдеме на ситуација да имаме трагедија. Да. И сега на пресконференција кажуваат зашто се ќе го гонат. Него треба да го гонат за убиство. Него треба да го гонат за убиство, а не за загрозување на сигурност или за не знам кои други дела. И веќе не е ни важно зашто ќе го гонат. Таа жена повеќе не е меѓу нас, детето не е меѓу нас. Имате ли вие како здружение, да речеме, пријавени кај вас случаи кои се плашат да се пријават во институции, па наоѓаат некои други алтернативни институции да се пријавуваат, да пријават насилство? Да, ние раководиме со 3 центри, советувалишни центри, не ги згрижуваме жртвите, ама обезбедуваме помош од психолог, помош од адвокат и други типови на помош, како дневни центри се тие. Во Скопје, Битола и Тетово многу често доаѓаат корисничките кои што доаѓаат кај нас, жените кои што доаѓаат кај нас да бараат помош. Дел од нив биле во институција и не им било обезбедена заштита и сега си бараат, да не речам, чара на друго место, а дел од нив воопшто никогаш не пријавиле. Ни во полиција, ни во Центар за социјална работа, затоа што вика, како ја ќе докажам дека ми вршел насилство? Ако нема во моментот модрици кога ќе отиде, како ќе докажам дека ми вршел насилство? Последниот пат кога, да речеме, физички ја нападнал, не отишла во болница да си земе медицинска белешка, затоа што и самото докажување институциите го оставаат жртвата да го направи. Пријавуваш физичко насилство, донеси белешка од доктор, оди на психолог, оди на психијатар, таа сама треба да си ги прибара доказите и да докаже дека е жртва. Рековме пред малку дека законите ни се супер, треба само спроведување, но што друго може да се направи? Да почнеме од локално ниво, општини, училишта и други ред институции и да кажеме дали може би е потребно воведување по училишта некој час за семејно насилство? Да се преземат мерки од почеток, како мали деца да се научи дека што е насилство, што не е насилство. Треба апсолутно едукацијата од најмала возраст. Не едукација за тоа што е семено насилство, него како треба да изгледа една партнерска релација, како треба да изгледа една пријателска релација, како да ненасилно се разрешуваат конфликтни ситуации. Знаете, тоа не сите родители знаат како да ги научат своите деца. Образованието има таа должност да ги едуцира децата за сите овие прашања. Општините секако може да се вклучат активно со различни, исто така превентивни активности, па и за родители, и за баби и дедовци, нели сите оние кои што се вклучени во грижата и воспитувањето. Едноставно да заклучиме дека не е срам да си жртва. Не е срамно да отидеш да побараш помош како жртва. Семејството не смее да те осуди. А на жал се уште и тоа се случува. Знаете, има подрасуди. Апсолутно, и многу често прашуваат, ама зошто семејството не ја поддржало? Зошто семејството и ја пратило пораката ти си го избра, ти ќе си го трпиш. Не зборам за оваа последна жртва, апсолутно, да не бидам погрешно сватена, него во многу случаи тоа се случува, семејството не ја прима дома. И вика ти си го избра, ти ќе си го трпиш.
Значи, таа едукација, да покренеме таа свест, на тоа се работи со години наназад, но се уште постои. И она што е најважно, знаете, ние како држава треба да ги гониме сторителите и да им дадеме највисоки казни. Тоа е апсолутно неопходно, но од друга страна треба да обезбедиме систем на поддршка на жртвата. Системот на поддршка значи да се алоцираат средства во државните буџети. Затоа што ние на државно ниво, на национално ниво имаме отприлика околу 60 кревети во шелтер центри. Знаете што се 60 кревети? 2000 нови пријавени случаи имаме секоја година само во Министерството за труд и социјална политика. За семејно наследство. За семејно наследство. 2000 нови пријавени случаи има секоја година, а ние на национално ниво имаме 60 кревети. Ваков тип на услуги како што ние обезбедуваме, во Скопје, Битола и Тетово, има уште неколку организации кои што обезбедуваат, но генерално има цели региони кои што воопшто не постои никаков сервис. Сервис за поддршка на жртвата. Затоа што што да не збориме за рурални средини кај што апсолутно и да не можеби зборуваме. ситуацијава уште е полоша. Секако е полоша, затоа што па на нив им е тешко и од селото да стигнат до градот за да пријават. И да не забораваме за лицата со попреченост. Жените со попреченост исто така им многу тешко да добијат било каков сервис и било каква услуга заради тоа што едноставно не се ни физички пристапни, а ниту па ги имаат стручните лица кои што може да зависно од различната форма на попреченост. Така ние имаме многу отворени прашања. И затоа ни се случуваат овие работи. Но она што е најклучно во овој момент е тие луѓе што се вработени во тие институции, Центар социјална работа, полиција и јавни обвинителства, ја имаат најголемата одговорност да постапат и да обезбедат итна заштита. Господине Димушевска, толку имавме време за ова интервју, со ова порака завршуваме. Многу битна порака за институциите. Ви благодариме многу за времето што благодарам уште еднаш за поканата. Ќе го снерувам, ведам па спак не важно има информацијата ќе раќе, да не мене.